Господин Митревски Јован. Повеле. Благодарам, председателе, почитувани граѓани, колеги. Пети ден расправаме за буџетот за 2016 година, на крајот сме од последниот ден. Очигледно имаме различни факти, меѓутоа заради јавноста ќе ги повторам уште еднаш аргументите и фактите на Социјалдемократскиот сојуз. Буџетот е најважниот документ на една земја, затоа што од него зависи целокупното функционирање на државата, но и на фирмите и граѓаните со еден збор целокупното живење во една земја. Буџетот на Република Македонија за 2016 година, кој го предлага владата преку Министерството за финансии, е највисок досега предложен, изнесува 3,2 милиарди евра. Тоа е буџет со кој се планира да се соберат 169 милиарди 105 милиони денари, а да се потрошат 196 милиарди 276 милиони денари, односно да се потроши повеќе околу 19 милиарди денари отколку што се планира да се собере. Овој буџет за нас е неприфатлив, прво затоа што е нереален, односно неостварлив, второ затоа што е неразвоен, трето затоа што стимулира непродуктивни трошења во голем износ, четврто затоа што го зголемува јавниот долг преку нови задолжувања и петто затоа што нема компонентата на транспарентност. Кога велам нереален и неостварлив, мислам на неможноста да се соберат приходите во оној износ во кој се планирани, а со тоа нема да може да се остварат, односно да се реализираат трошоците онака како што се планирани. Буџетот е изготвен врз база на проекција на растот на бруто домашниот производ. За 2016 се проектира бруто домашниот производ да расте со стапка од 4%. Стварно е неблагодарно да се коментира прогноза или проекција, но исто така не може а да не се споменат проекциите во минатото и како тие се остварувале. Пред мене многу колеги кажаа за огромните промашувања во проценката на растот, посебно во 2009 и 2013 година, и секако дека за тоа оправдување не може да биде светската економска криза, затоа што сите знаевме дека таа постои и дека ќе се одрази и на македонската економија. Јас ќе ја спомнам проекцијата за 2015 година. Со носењето на буџетот за 2015 година се проектираше раст на бруто домашниот производ од 4%, со ребалансот во август се намали на 3,5%, пред неколку дена Народна банка на Република Македонија ја ревидира на 3,2% и како ќе заврши, ќе видиме на крајот на годината. Зошто е ова битно? Битно е затоа што лошата проценка на стапката на раст се сведува на лоша проценка на вкупните приходи. Па така во 2009 година разликата меѓу планираните и реализираните приходи има промашување за 400 милиони евра. За 2010 и 2011 промашувањето е за околу 180 милиони евра оделно за двете години. Во 2012 промашување за околу 300 милиони евра, во 2013 и 2014 промашувања во планирањата за околу 150 милиони евра. Ако се прочитаат експозеата во буџетите за тие години, ќе се примети дека се повторуваат две реченици. Најголем буџет досега, највисоки капитални инвестиции. Но што се случува? Со ребалансите на буџетите најголеми кратења има кај капиталните трошоци од една страна, а од друга страна во однос на другите трошења капиталните трошоци се реализираат со помал процент. Ако се погледне во структурата на приходите во буџетот за 2016 година, паѓа во очи ставката 722 глоби, судски и административни такси, не заради тоа што таа бројка е во голем износ во однос на вкупниот огромен буџет, односно изнесува мал процент, туку како апсолутна бројка изнесува над 2 милиарди и 360 милиони денари или над 38 милиони и 600 илјади евра. Чудно е затоа што таа бројка, тој износ во однос на буџетот за 2015 година е зголемена за 7 милиони 366 илјади денари или за околу 120 илјади евра. Дали ова грешка со оглед на тоа што пред неколку недели изгласавме намалување на казните, направивме усогласување со законот за трошоци, каде што
Вие тврдете дека се намалени за 50%, дека некаде се намалени од 50 до 70%, дури некаде има намалување од 90%, дека тоа важи за трговски друштва, за трговци поединци, за одговорни лица во трговските друштва, за физички лица и така натаму. Ако не е грешка, си го поставам прашањето. Дали тоа значи дека ако досега се казнувало едно правно лице или едно физичко лице со 1000 евра, дали за да се собера истиот износ на овие планирани приходи треба да се казнат две лица со по 500 евра? Ако намалувањето на глобите е за околу 50%. Или ако досега се казнувала една фирма со 5000 евра, дали сега за да се соберат овие приходи треба да се казнат две со по 2500 евра? Друга логика во овој износ не гледам. Други нелогични износи има во ставките 731 продажба на капитални средства и 733 продажба на земјишта и нематеријални вложувања, кои во однос на 2015 и 2014 година нема некои поголеми изголемувања, ама ако се види во завршната сметка во 2014 година, нивната реализација била за 27 или 24%. Или, ако се погледне целата група 72 неданочни приходи, има просечна реализација во последните неколку години од 80% и тоа во цифри, еве, например, во 2014 година има промашување над 44 милиони евра. Едноставно нешто каде што промашувањето е најмало е буџетскиот дефицит. Владата точно знае колку пари ќе земе за да ја покрие буџетската дупка и, например, со буџетот за 2015 планира дефицит од 308 милиони евра, пари кои треба да ги враќаат идните генерации и пари кои дополнително ќе го зголемат вкупниот долг на Република Македонија. Јавниот долг и по новиот начин по кој што е пресметан, со променетиот начин на пресметка за јавен и државен долг што се направи во јули 2014 година, и со тие податоци кои се јавно објавени на страната на Министерството за финансии, изнесува 43,7% од бруто домашниот производ и ја сместува Македонија во умерено задолжени земји. Сепак, мора да се спомене затоа што е битно каде се трошат парите од кредити и заради тоа што трендот на задолжување загрижувачки. Тоа го спомнуваат сите релевантни меѓународни институции, тоа се спомнува и во најновиот извештај од Европската комисија, а иначе лично мислам дека тој процент е многу поголем. Дали е тоа така, ќе покаже времето. Овој буџет е неприфатлив, кажав на почетокот, нема да навлегувам по буџетски корисници, но мора да се спомене дека во вкупниот буџет за ставките 420 патни расходи, договорни услуги, други тековни расходи, купување мебел, купување возила, планирани се вкупно 533 милиони 460 илјади евра или над 32 милиарди денари, кои се непродуктивни трошења. Не дека не се потребни, но несватливо е за патни расходи да се потрошат над 15 милиони 300 илјади евра или 622 илјади евра повеќе отколку 2015 година. Дополнително овие трошоци прикажани на ваков начин, дури ако ги разгледаме по буџетски корисници, го прават и овој буџет нетранспарентен. Например, контото 420 патни расходи како синтетичко конто не покажува ниту колку дневници за службени патувања се планираат, ниту колку сместувања, ниту какви сместувања, ниту колку авионски билети, така натаму. Исто така и контото 425 како синтетичко, затоа што опфаќа 425 договорни услуги, меѓутоа опфаќа работи, например, изнајмување на простор, изнајмување на моторни возила, консултантски услуги, договор за дело и така натака. Контото 426 други тековни расходи опфаќа расходи за репрезентација, објавување на огласи, други оперативни расходи. Контото 485 вложување и нефинансиски средства зафаќа голем износ од над 20 милиони евра, затоа што тука влегуваат дел од кредитите кои треба да се вратат, но исто така влегуваат, например, книжевни, уметнички оригинали, музејски експонати и слично. Тоа се работи за кои јавност ние како пратеници никогаш нема да научиме колку пари, колку народни пари се потрошиле за овие аналитички делови од овие синтетички конта. Затоа овој буџет е нетранспарентен и затоа ние како земја, според транспарентноста, сме на рамниште со некои афрички земји како Зимбабве и Тринидад и Тобаго.
На крајот неколку збора за градот од каде што доаѓам. За Струга, бидејќи и стружани плаќаат даноци придонеси, плаќаат глоби, плаќаат и други јавни давачки кои влегуваат во овој буџет, ама во 2016 година, според партиската предизборна програма на ВМРО ДПМН и според програмата на владата на Република Македонија за периодот 2014-2018 година, нема пари за реконструкција на кровот во основното училиште Јосип Броз Тито, ниту за основното Мурат Лавоништа, нема 7 спортски сали во основни училиште и една сала во средно училиште, нема замена на прозорци во споменатите училишта, нема пари за реконструкција на кровот на општа болница, нема за изградба на повеќе наменско игралиште, нема за патната делница Струга Калишта, за патот Теферич Вишни, нема пари за спортскиот аеродром во село Калиште и нормално за оние ситни улици кои што се набројани во програмите. Амандманите за канализација во село Радожде и прочистителната станица во село Подгорци не беа прифатени. Другите амандмани за реконструкција на затворениот пливачки базен, за реконструкција на двете детски градинки, за реконструкција на општата болница и здравствениот дом, за водовод и канализација во село Лабуниште и други не беа ниту разгледани поради деловничката процедура, ама и за нив пари нема. За волја на вистината, спомнав и вчера, Струга во буџетот е споменат еднаш и е споменат само во делот на блок дотација. Блок дотациите за основно образование во однос на 2015 година намалени се за 20.000 евра. Долговите на основните училишта за струја, нафта, превоз, вода, џубретарина, телефон, канцелариски материјал, училишен материјал, ситен инвентар и материјал за поправка и други трошоци надминуваат над 1 милион евра. Сметките им се блокирани скоро 2 години, наставниците сами купуваат креди, средства за хигиена купуваат родителите и учениците. И пак со овие дополнителни 20.000 евра, за жал, ништо нема да се промени. Ако лани мислевме дека дно е тоа што училиштата еден месец нема огрев, се излажавме. Затоа што годинава видовме дека училиштата еден месец и 10 дена од учебната година нема струја. Што е следно, никој не знае. Што се однесува за блок дотациите за средно, во однос на лани тие се намалени за цели 60.000 евра. Вчера спомнав, пак ќе повторам, ако до сега за нив проблем беше отплатата на долгот кон превозниците и едва врзува крај со крај со намалената блок дотација за 60.000 евра, се плашам дека ќе ги снајде судбината на основните училишта. Затоа нема да го гласаме овој буџет. Затоа што тоа е буџет за сиромаштија, буџет за нови долгови, буџет за барокни фасади и споменици, буџет за лед екрани и уметнички слики. Благодарам. Благодарам и јас. Господинот Исмаил Реџаев има реплика. Повелете.